сакали господин Николовски како да успешен функционер кој што работа за доброто на граѓаните го разрешува и го врачува партија. Работа за доброто на граѓаните, на сите граѓани, се работи за доброто на партијата. Која е поентата на ваквата одлука? Мораме да правиме јасна дистинкција на времето во режимот на Никола Груевски и сегашното време во кое демократијата буквално цвета. Дури и како партиски функционер, сите сме ставени во служба на сите граѓани без исклучок. Ние како политички партии нудиме концепти и очекуваме поддршка од граѓаните. Но апсолутно никој од нас, како што повеќе пати го каже и премиерот, не ги носи гласовите од граѓаните во джебот. Ние нудиме концепт кој што значи напредок и прогрес за државата и јас очекувам и еве и од овде отворено ќе кажам дека новиот генерален секретар Љупчо Николовски навистина покажа големина, да од министерската позиција се врати во партијата како генерален секретар на партијата. Ве уверувам дека генералниот секретар Николовски има доволно енергија да се справи со сите предизвици и да ја води партијата кон нови победи и на предстојните парламентарни избори кои што следуваат. Само да се недоволствам. Едноумие или големина покана? Затоа што последните изјави сите се согласуваат со тоа што ќе го одлучи и ќе го каже премиерот, представник на вашата партија. Толку ли се меди млеко во СДСМ? Се што ќе каже за Амија? Апсолутно, за разлика од ВМРО-ДПМНЕ, демократските капацитети во Социјалдемократскиот сојуз се навистина на високо ниво. Ние имавме 4-часовна дебата на седницата на Централниот одбор, каде што ги кажавме нашите забелешки, каде што отворено дебатиравме за промените кои што се случуваат во партијата и кои што треба да се случуваат и во рамки на извршната власт. Од тој аспект апсолутно можам да потврдам дека нема никакво едноумие во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Едноумие исклучиво постои во ВМРО-ДПМНЕ, каде што гледаме дека нема никаква капацитетност за никакви промени, туку напротив, одбрана на криминалот, одбрана на бегалецот Груевски, немаат буквално доволно храброст, за жал моите колеги пратеници од опозицијата, да гласаат за одземање на мандатот на Никола Груевски, за жал и за некои други поранешни функционери во ВМРО-ДПМНЕ, за кои што има сериозни судски процеси за сторени сериозни кривични дела. Тоа е разликата која што уверен сум дека граѓаните ја препознаваат. Владата, може би, што повеќето министри барем до сега неговите што кажа дека не смели. Дека сите за тоа место каде што се ставени. Систем предноmisто сите Како одговор на политичка, се извинувам, довршете. Се извинувам, довршете, ви се може. Не би сакал сега да шпекулирам со информации, се што може да го комуницираме со јавноста, апсолутно, вие новинарите, преку вас и пошироката јавност ќе бидете навремено запознаени. Неблагодарно е, како сериозен политичар, да шпекулирам уште помалку, да лицитирам во врска со промените во извршната власт. Ви благодарам. Имајте убав ден.